Органски произведените месо и млеко се побарани на европските пазари. Трендот за здраве и органска храна зема се поголем замав, но нашите земјоделци и сточери тешко можат да одговорат на овие предизвици. Органското говедарство се уште не е застапено во нашата држава, односно нема од каде да се треба да биде сопствено производство на земјоделска храна, сопствено производство на говеда, исто така и сам целиот процес треба да биде заокружен. Кај нас тоа се уште не е возможно. Што се е потребно за органско говедарење? Да ги имаат сите природни услови кои што ги имале од каде што потекнуваат, значи да имаат помалку стрес, да имаат соодветна исхрана која што ја дава природата, значи да имаат слободно движење, да имаат хуман однос на луѓето кон самите животни, и овие производи кои што ќе се произведат се органски и се доста барани на пазарот. Но кај нас ова е тешко да се реализира, претежно поради долгогодишната традиција на традиционалното сточарство, која не е така едноставно да се промени. Кај нас се уште е застапено да кажем, екстензивно говедарство, односно од расте говеда кои што се одгледуваат се холштен фризиец од шталски и многу тешко може да се преадаптира на самата природа, одма да се почне се чува на природен начин. Од друга страна, бројот на органски грла говеда во Европа за само една година се зголемил за 900.000. Производството на органско млеко е околу 4 милиарди литри, што представува 1,5% од вкупната количина на млеко што се произведува во Европа. Лидер во органското производство на месо и млеко е Германија. Во оваа земја има околу 200.000 грла органски добиток, а годишното производство на органско млеко е околу 900.000 тони. Во оваа статистика, освен кравјето, влегува и млекото добиено од органски овци и кози.